Странска невладина организација собира слики и лични податоци од деца во неколку градинки и училишта во Гостивар, Струга и Кичево. Ваква информација се појави на социјалните мрежи, откако група загрижени родители побара објаснување кој дозволил нивните малолетни деца да бидат дел од некаков проект кој го потпишале надлежните без нивно знаење. Вчера кај внука ми во трето оделение во Гоце Делчев Гостивар дошле некои луѓе од некаква странска организација кои спроведувале проект дозволен од министерство. Ги фотографирале поединечно и им земале лични податоци и тоа без знаење на родителите. Им рекле дека со тоа ќе имаат попусти за влезници во музеи во странство. Учителките што се побуниле одма се заќутени со објаснување дека се работело за невладена организација. Инаку луѓето со сликите и личните податоци на дечињата се фатени на граница, ама никој не дава образложение зошто, како и со кое право се слика било кое дете и се земаат лични податоци без одобрение на родител. Ова се само дел од коментарите на социјалните мрежи каде се појави меморандумот за соработка, кој министерот Абдулаки Мадеми го потпишал со известна фирма со седиште во Германија. Во документот стои дека преку донации на училишна опрема, германското фотостудио ќе ги подобрува материјалните услови за работа во 13 училишта во Гостивар. Некои од родителите се обратиле во првата детска амбасада Мегеши, загрижени дека фотографиите и податоците можат да бидат злоупотребени за киднапирање или педофилија. Од Мегеши потенцираат дека со овој договор се прекршени основните права на децата. Ниту директорот, ниту министерот, ниту родителот има право да го става детето на јавна сцена во било каков јавен документ. Дури и да е на согласност на родителите, елементарно прекршување на правото на детето е право на приватност, право на заштита на лични податоци да биде фотографирано и поставено јавно на било каков албум. Целиот случај на терен го испитува и Државниот просветен инспекторат. Нивни инспектори денеска се во контрола на училиштата во Тетово, Гостивар и Кичево. Деталите од надзорот на јавноста ќе ги презентираат во понеделник.